Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка. Извештај за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улиците во општина Битола за 2025 година. Втора точка. Извештај за реализацијата на програмата за користење и одржување на улично осветлување на општина Битола за период 1.1.2025 и 31.12.2025. Трета точка. Извештај за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште за 2025 година. Четврта година извештај за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2025-2026 година. И петта точка, програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2026-2028 година. Тука е представничката од комуналното одделение. Повелете со усвои прво да го усвоиме дневниот ред. Со 3 гласови за, усвоен е дневниот ред. Преминуваме на прва точка. Маријана е тука, Спасевска, повели. Добар ден, почитувани советници, почитуван председателе. Прва точка е извештајот за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за периодот од 1.1.2025 до 31.12.2025 година. Имено, согласно програмата за одржување на комунални објекти и инсталации и предвидените средства со буџетот за 2025 година, кој што изнесуваше 37.925.042 денари, заклучно со 31.12.2025 година, оваа програма е реализирана со вредност од 31.787.144 денари, или во проценти, тоа значи оваа програма, реализацијата на оваа програма изнесува 83,8% од предвидените средства во програмата за 2025 година. Имено по сите ставки во програмата наведени се колку беа предвидени средства со буџетот за 2024 година и колку тие средства се реализирани во текот на 2025 година. Доколку имате прашања, повелете, исто на располагање. Дали има прашања по однос на првата точка? Доколку нема, преминуваме на втора точка. Извештај за реализација на програмата за користење на одржување на улично осветлување во општина Битола за период 1.1.2025 до 31.12.2025. Повели. Согласно програмата за користење и одржување на улично осветлување во општина Битола, предвидени со буџетот за 2025 година беа 66.250.910 денари. Оваа програма во текот на 2025 година претрпи две измени. Со вторите измени и дополнувања, вкупната вредност на предвидените средства за реализација изнесуваа 70 милиони денари, а со 31.12.2025 година реализацијата на оваа програма изнесува 63.859.119 денари, или во процент од предвидените средства со двете измени и дополнувања, реализацијата на оваа програма изнесува 91,2% од предвидената програма за 2025 година. Доколку имате некои прашања? Дали има прашање по однос на втората точка? Крстев, повели. Благодарам, председател. Јас имам прашање. Во врска кажавте дека предвидени беа 66 милиони од прилика. Имаше две измени и сумата се определи на 70 милиони. Со оглед на тоа дека на крајот гледаме 63 милиони реализација, па ме интересира зошто се прави измени и кои беа тие измени, за да имаме на крајот реализација можеше да има и поголема. Благодарам. Измените се, ако гледате табелата во реализирани расходи, значи најпрво има измени во електричната енергија, точка 1. Биле предвидени 40 милиони, со вторите измени и дополнувања се 48 милиони, а имаме реализација 42.906.519. Понатаму, во точка 5, од услуги за
електричарство, значи сме имале 1 милион, а имаме реализација од 997.122 денари. Во материјали за новогодишно украсување на детски фигури и изнајмување на украси во точка 6 од 3 милиони денари, со вторите измени и дополнувања биле 2 милиони, значи сме намалиле и имаме реализација од 1 милион 945.110 и од во реконструкција на улично осветлување во точка 10, односно 10.1, реконструкција на улично осветлување на улиците 100, 170 и 210, каде што сме имале 1 милион 259.110, овие средства се од тука тргнати и се префрлени во друга програма, бидејќи улиците 100, 170 и 210 се влезени со кредитот и ставени се во делот на развојната програма и затоа тука ги нема. Во делот на реализација и реализацијата, мислам, имаме 0. Инаку се уште, иако се префрлени во развојна програма, се уште не сме стигнати до фаза улично осветлување за 100, 170 и 210. Значи, таму се работи сега веќе на водоводната мрежа и понатаму ќе оди коловозот и уличното осветлување. Павеле? Само за да ми е појасно. Основниот буџет бил 66 милиони 250, така? Да, Сме направиле измени, сме го зголемили основниот буџет на 70 милиони. добро, На крајот имаме 63.859. добро. Ова разликата во парите, како оди, шо оди со нив? Како, во кој смисол? Ги префрлате ги во буџетот, сега симптоматично ми е зошто го велам ово. Сме имале 66 предвидени на почетокот. Добро. 200. Реализација 63.859. Добро, помалку, добро. Помалку сега. А сме зголемиле. Сме зголем. Да. Тука таа Значи вака, гимнастика зошто е? ако видите, најголемата измена од 8 милиони денари е направена во точка 1 набавка на електрична енергија. Веројатно, тогаш кога сме ги правеле вторите измени и дополнувања, сега дали биле овие во вторите или во првите измени овие 8 милиони, не можам тука од овој преглед да го видам. Меѓутоа сме сметале дека нема да стигнат 40 милиони, како што се гледа точно дека не стигале 40, значи сме со 31.12 сме потрошиле електрична енергија вкупно во вредност од 42 милиони 906.519. Со цел да нема проблеми во делот на плаќањето на електричната енергија, сме ставиле 8 милиони, ова е некој просек од годините наназад за кои што сме трошеле електрична енергија и погрешно е испланирано. Значи ставени се 8, меѓутоа не можеме тоа да го знаеме некаде септември, октомври месец, уште колку ќе ни треба, во зависност од потрошувачката на електрична енергија во првите месеци од зимата, тоа е ноември, декември. Затоа се ставени 8, а не се реализирани сите. Значи, овде имаме 2 милиони 906 поиќе реализирани од почетните предвидени. Зошто е поиќе? Заради тоа што еве овде, точно овде имаме недобро испланирани, меѓутоа пак ќе кажам, не можеме точно да ги испланираме, бидејќи се носиме од претходната година, од предпретходната година, за да знаеме отприлика колку пари да ставиме во при измените и дополнувањата. И искрено, овие средства не оди во прилог на општината да става повеќе средства, а на крајот да не бидат искористени, бидејќи тие средства би биле искористени за некоја друга ставка. Меѓутоа овде се ставени и се заробени. Зато прашувам. И овде која е поправки одржување точка 3 на улично осветлување планирани биле 3,5, се потрошили 4 милиони. Па на што се должи ово зголемувањето? Ова зголемување поправка во рурални средини, значи сме имале поголема потреба од промена на светилки во руралните средини. Значи се замениле повеќе светилки во руралните средини од тоа што било испланирано. Не, разбирам тоа дека е така, него каде? Имате информација каде?
За тоа ќе треба подетален извештај во делот на извештајот што доаѓа од јавното предпријатие Комуналец, ќе ви го доставиме, не е проблем. Добро. Ви благодарам. Ќе ви доставиме точно каде се овие средства потрошени во кои рурални средини. Дали има дополнителни прашања? Долку нема, преминуваме на образложување на третата точка. Повелете. Со програмата за уредување на градежно земјиште во општина Битола за периодот односно со предвидените средства по програма за уредување на градежно земјиште при планирање на буџетот за 2025 година, биле предвидени 53 милиони 457 милиони 229 денари. Оваа програма во текот на 2025 година претрпела 3 измени и дополнувања, со тоа што со последната измена вредноста се зголемува на 57 милиони 729 654 денари, за на крај реализацијата на 31.12.2025 година да изнесува 44 милиони 370 773 денари. Точно по ставки во наредната табела точно може да се види како се променувале вредностите, односно колку биле планирани со буџетот 2025 година, колку биле со последните измени, за да можеме да го извадиме процентот, за да на крајот реализацијата на оваа програма изнесува 77% од предвидената на стартот со планирање на буџетот за 2025 година. Прашање има дали има? прашања? И овде е планирани 55, тоест 57, Добро. 44. Има од планираното до реализираното има некои 25%, па ме интересира зошто се планирале толку, што не е реализирано и што е планирано, а да не е потрошено, да речем. Сега ќе објаснам. Вака, ако гледате во табелата, значи каде имаме промени. Во точка 2 изградба на водоводна мрежа на дел од улица СРУ 5, улицата до спортската сала, овие средства се префрлени во развојна. Во реконструкција на коловоз на дел од улица Даме Груев во населба Мал Парис покрај пругата, исто и овие средства се префрлени во развојна. Понатаму имаме зголемување за 4,5 милиони денари во точка 4.7 санација на ударни дупки со асфалт и камена коцка. Значи сме имале договор со Нискоградба на 6 милиони денари и потоа имало потреба, значи тие средства биле искористени, имало потреба да се склучи нов договор, морало да се зголемат средствата тука за 4,5 милиони. Исто така во санација на решетки сливници, каде што сме имале планирани со буџетот за 2025 година 2 милиони денари, потребата од дополнителни решетки сливници низ градот, кои што се јавуваја во текот на годината, ја надмина вредност од 2 милиони денари, потребно беше да се дообезбедат средства уште 400.000 денари, за да склучиме дополнително договор со Нискоградба, за да можеме да ги реализираме решетките, значи со дополнителни 4 милиони денари. Требаше да се обезбеди канализационен приклучок за градинката во Арама, која што се работи. Таа ставка на стартот не беше предвидена, дополнително во текот на годината ја дополнивме оваа програма со оваа ставка и таа изнесуваше 300.000 денари тој канализационен приклучок. Реконструкција на водоводната мрежа на улиците 150, 170, 210 од програмата за уредување ја префрливме во програмата за развојни планови, оно што претходно беше направено и за уличното. Реконструкција на водоводна мрежа на улица Караорман предвидени со вредност од 1 милион и 19.000 денари, 19.908 денари, од оваа програма се префрла во развојна програма. Значи сите овие измени во текот на годината беа со измени и дополнувања на програмата правени тука на Совет. И
Услуга за лабораториско испитување на асфалт, додадовме 500.000 денари, ако се сеќавате со случајот со улица Бурса, дополнително своји анализи сакавме да правиме и еве да известам дека конечно веќе имаме најава дека извештајот ќе стигне, независни од нашиот извештај. Моравме да склучиме договор со некој кој што ќе прави такви лабораториски испитувања на асфалт. То се тие 500.000 денари кои што дополнително ги ставивме. И тие се тие измени кои што се направени во вредност од негде околу вкупна вредност разлика не цели 2 милиони денари. Овие 500.000 ќе се платат кога ќе заврши извештајот? Не, ова Од се реализирање вака, немате за не, 500.000 денари ќе ни кошта рамковниот договор со фирмата која што го склучивме за секаде каде што ќе имаме потреба во вредност од тие 500.000 денари. Значи сега ние тој извештај ќе го платиме, тој не кошта 500.000 денари, меѓутоа за сите услуги што ќе ги бараме лабораториски, тој е некој рамковен договор во вредност од 500.000 денари. И сега ќе бидат платени годинава, пример колку што ќе исцрпиме од овие средства. И уште ова прашање за точка 7 ме интересира, реконструкција на системи за одводување и пречистување на отпадни води. Добро. Овие се овие каналите, така? Како канализацијата е ова, да. Овде влегват во овие средства и каналите, одводните, Плоговарди, Долно Ризари, што ги прави општината со Нискоград, бали со кој ги прави, не знам. Дали се овие 30 или овие други се? Не. Други се. Овде имаме- И тука гледам има мала реализација. Мала реализација бидејќи реконструкција на канализационата мрежа на улица Леринска, значи која беше предвидена во текот на 2025 година не се реализира, ја реализиравме сега. Ова година и затоа има нула реализација. Меѓутоа, Не, ве прашувам заради една работа и точка 5 го носи истиот назив. Таму се веќе 5 милиони и 700, реализација 2 милиони и 900. А како да кажам, истиот назив, Каде? само шифрот. Точка 5 и точка 7. Да, ама вака. Зошто две различни со исти назив со различна реализација? Вака. Точка 5 е реконструкција на системи за одведување и пречистување на отпадни води. Тоа е се што спаѓа во делот на канализација, каналска мрежа, чистење на канали, но тоа е, ако видите во третата графа, тоа е со средства од основниот буџет. Добро. А сега, ако се префрлите во Таму е фосилни горива, гледам. да, значи мораш овие се средства кои што се плаќаат од друга ставка Ве од разбрав. фосилни горива. Дали е за иста работа ме интересира? Не, овде во фосилни горива влегва канализацијата на Леринска и канализацијата на Стив Наумов. Значи подетално се во фосилни горива влегва канализационата мрежа на Леринска и на Стив Наумов. А овде во петката влегува машинско чистење на канали, кај што пуштаме машини да се исчистат канали, чистење на коритото на река Драгор и санација на решетки и сливници и канализациониот приклучок во градинката Варама. Ова ве прашувам за тоа што има поставено писмено советничко прашање до градоначалникот за колкави средства се потрошени во текот на 2025 за ова реконструкција на системи одведување и пречистување. Значи овие се 2 милиони 906 денари, така? Да. Добро. Благодарам. Дали има други прашања? Долку нема, преминуваме на точка број 4. Павел Маријан. Точка број 4 извештај за реализација на програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2025-2026 година. Во програмата детално е представено колку е нарачана количина на сол, колку ризла, колку ладна асфалтна маса, колку се потрошени средства во делот на зимската служба на машинско одржување и во делот на припрема и во делот на активна работа. Од предвидените средства со програмата за зимското одржување 2025-2026, кои што вкупно изнесуваа 17 милиони 226.142 денари, реализирана за оваа зимска сезона 25-26,
реализацијата изнесува 10.142.801 денар, од кои на градежна оператива од планирани 15.227.242 денари, реализирани се 8.295.284 денари, а во делот на материјалите за зимско одржување од планираниот износ од 1.998.900 денари, нарачани зборувам се 1.847.517 денари. Што значи тоа нарачани? Значи ние сме ги нарачале количините, меѓутоа понатаму во извештајот ќе видите дека сите тие нарачани количини не се реализирани, односно ни остануваат во залиха, како што и ланската година имавме одредена залиха, ни остануваат во залиха за наредна година. Тоа значи дека од вкупно нарачана сол од 292,08 тони сол, со останати количини од претходната година 248 тони сол, имаме вкупно 540 тони сол, 0,8. Потрошени до 15.3 се 119 тони сол и секако некој ќе праша зошто нарачувавте нова количина кога имавме на залихи од претходната година. Да, меѓутоа ние моравме на стартот на 15 ноември не можеме да знаеме каква зима не очекува и ние согласно програмата имавме предвидено средства за сол и некаде пред крајот на годината пред крајот со почетокот на зимската служба моравме да направиме некоја залиха бидејќи годините последниве години гледаме дека немаме некои големи зими и ни останува количина на залиха, но не мора да значи во годините наназад сме имале ситуации кога сме правеле нарачки па доаѓала влажна сол, па било проблем со посолувањето и од тие причини сме извршиле нарачка. Во таа нарачка останува во нискоградба, што значи дека за 2025-2026 година имаме 421 тони сол на залиха, така да кога ќе правиме наредната програма за зимска служба, тука ќе имаме редуцирање на количините. Во делот на ризлата, значи сме нарачале 136 метри кубни ризла, сме имале на залиха од минатата година 36,5 метри кубни, значи сме имале ризла на располагање 172,5 тони, а потрошено е 123 метри кубни, што значи дека ни остануваат 49,5 метри кубни ризла на залиха за стартот на наредната зимска служба и од ладната асфалтна маса од планираните 30 тони кои што сме ги планирале, ние сме нарачале само 20 тони и сме потрошиле 11,4 тони, значи имаме на залиха 8,6 тони ладна асфалтна маса, со тоа што ние имаме договор за 30 тони, сукцесивно на почетокот на наредната зимска служба ќе ги допотрошиме тие, па ќе видиме како ќе планираме наредната зимска служба. Што се однесува до механизацијата, тука е представена во табели механизацијата која што јавното претпријатие Нискоградба ја имаше вклучено во текот на зимската служба и точно е представено колку е потрошено за Битола, и за поранешните општини Бистрица, Цапари и Кукуречани. Вкупно од нивните средства кои што беа предвидени на 15 милиони 227.242, вкупно се потрошени 8.295.284 денари. Благодарам, дали има прашање? Повели Крстев. Јас имам председател. Да замолам, го искористам присуството на раководителот на службата. Ако може да ми се достави писмено, не мора за утре за седницата, може и за наредниот период, за овие сите ставки песок ризла за последните 5 години, само бројките колку е порачвано и колку е потрошено.
Во ред. Добро. Во ред. Дали има други прашања? Долку нема. Преминуваме на точка број 6. Програма за измени и дополнување на програма за развојни планови за 2026-2028. Повели. Во програмата за развојни планови за периодот 2026-2028 година се вршат измени и дополнувања и тоа во буџетската програма ЈД изградба и реконструкција на улици и локални патишта се вршат измени и дополнувања во развојната програма ЈДХ санација на коловоз на мост на река Драгор кај старата асфалтна база на ГП Гранит. Се менува насловот и истиот гласи реконструкција на мост на река Драгор на улица Индустријска без број во Битола, а поради тоа што конструктивната состојба на мостот е променета од моментот кога изработен стариот проект, согласно кој беа предвидени средства во развојната програма, потребна изработка на нов проект кој ќе ја земи во предвид новата состојба на мостот со сите дополнителни нови оптеретувања, со тоа што се зголемуваат и средствата за реализација на истиот. Јас тука само да појаснам дека ситуацијата во која што е мостот на кај старата асфалтна база на Гранит беше во неколку наврати со стручни лица од Градежен факултет, се вршеа увиди и им го имавме дадено и проектот кој што го имавме од 2014 година, стариот проект за санација на мостот. Тие констатираат дека таму имаме конструктивни промени и дека ќе мора да се изврши, да се направи подетална анализа, направена е анализа и е констатирано дека тој проект не можеме да го користиме за понатаму да превземаме градежни дејствија и да го распишуваме на тендер, бидејќи таму ќе има и други позиции во кои што состојба е сега мостот и за кои што ќе мора да се на кои што ќе мора да се интервенира. Од тие причини предвидуваме средства по нивни насоки дека ќе треба да се изработи нова проектна документација и согласно таа проектна документација ќе треба да се изврши санација. Планот на општина Битола е, за да не губиме време во делот на планирање на средства во програмите за економски развој за изработка на проектна документација, а понатаму после изготвување на таа проектна документација да правиме тендер за реконструкција, планот е да во оваа развојна програма распишиме тендер, изработка на проект заедно со се изведба. Значи проектирање со изведба и да ја дајме на тендер. Тука се предвидени средства во програмата и таа е ова измена првата што ја правиме во развојната програма, а во буџетската програма НА капитални расходи за основно образование се вршат измени и дополнувања и тоа во развојната програма НАЦ реконструкција на објект број 1 спортска сала на КП број 1158 КО Бистрица заради дополнителни непредвидени работи, односно реконструкција на септичката јама, се предвидуваат дополнителни средства за нејзина реализација. Да појаснам и тука, со отпочнување на градежните активности во Бистрица на објектот за меѓу нас кажано поедноставно реконструкција на тој објект број 1 на спортска сала со ископ на темелите се дојде до нивната постоечка септичка јама која што е во функција, но во самата проектна документација таа беше позиционирана поинаку, значи на тој простор, на таа катастарска парцела, но проектантот немаше податоци дека таа задира до темелите и со еден дел под темелот на објектот. Се проба да се прават измени и дополнувања на самата проектна документација, но законските регулативи не ни дозволува да правиме анекс на договорот, бидејќи не можеше во постоечката проектна документација да вршиме измени, затоа што се работи за септичка јама како посебен дел и во овој случај ќе мора сега да се обезбедат средства за таа септичка јама, која што ќе мора прво
на неа да интервенираме, за да можеме да продолжиме понатаму нагоре да работиме на објектот. Заради тоа се овде предвидени дополнителни средства, за да можеме да склучиме договор. Тоа се измените генерално на програмата за развојни планови. Дали има прашања? Долку нема, ти благодарам, преминуваме кон гласање. Прва точка, извеште за реализација на програмата за одржување комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улиците во општина Битола за 2025 година. 2 за, 1 воздржан, против нема, констатирам дека првата точка е усвоена. Втора точка, извеште за реализација на програмата за користење и одржување на улично осветлување во општина Битола за период од 1.1.2025 до 31.12.2025 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека втората точка е усвоена. Трета точка, извеште за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште за 2025 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека третата точка е усвоена. Четврта точка, извеште за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2025-2026 година. 2 за и 1 воздржан, констатирам дека четвртата точка е усвоена. Петта точка, програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2026-2028 година. 2 за и 1 воздржан. Со оглед на тоа што древниот ред за оваа комисија е исцрпен, истата ја заклучувам.